Јас би ги опишала како теми кои што се поттик за некои спротивставени мислење и ставови меѓу луѓето. Контроверзни прашања се оние прашања кои што будат некаква емоција кај луѓето во општеството. Тие се прашањата кои што се точка на судир, каде што се спојуваат повеќе несогласувања, различни ставови. Со одредени професори да, со некои не. Па можеби кај некои професори или зависејќи од професорот нели што го води часот, колку даваат слобода, ама мислам дека дефинитивно не кај доволно професори. Да, често пати во ученицата професорот се поставува пријателски кон нас, така што ни возможува некаква атмосфера каде што секој се осеќа пријатно да дискутира за контроверзните прашања. Не се дискутираат доволно, претпоставам поради тоа да не настанат непријатности, некои жестоки кавги и расправи. Додека кај некои мислам дека не е дозволено поради тоа што се само стрикно поврзани со програмата и со часовите. Но нешто што најчесто се случува кога ќе биде спомната контроверзна тема е професорот да го даде своето мислење, но да не остави простор на учениците тие да го изложат своето. Па кај оние што го имаат отворено односот, односно не поттикнуваат да дискутираме и да ги искажуваме нашите ставови и мислења, таму се чувствувам слободно. Додека кај некои часови кои што се позатворени, да кажам, можеби не толку, ако ништо друго, некогаш и во контраефект, дека не е поддржано или поттикнато секакво мислење или искажување на ставови. Со најблиските во мојата околина, со тие што можам да разговарам најслободно. Моите пријатели, бидејќи тоа е едно обкружување каде што се чувствувам сигурна, може да го споделам моето мислење, да добиам мислење за возврат. Прво би се обратил на пријателите, на поблискиот круг на семејството и роднините, па понатаму и на професорите, дури и на училишниот психолог кој што е задолжен главно за овакви работи. Да, сметам дека се многу важен дел од моето образование. Да, секако дека сметам, бидејќи тие го поттикнуваат нашето критичко размислување. Дозволува еден средношколец да ги расшири своите хоризонти на некои размислувања и тоа што смета дека треба да каже и да има некаква слобода на говор. Помага да ги осознаеме нашите интереси, ставови, преференции. На некој начин тоа не спрема за живот во едно општество. Би порачал да не поттикнуваат нас учениците и часовите да им остават простор колку што може да се дискутира за работите. Да бидат иницијатори на повеќе неформални дискусии, со што би ги стимулирале учениците да бидат повеќе вклучени на часовите. Има нешто многу повеќе од тој курикулум што посветуваме многу голем дел од нашето време. Мала, да не речам, одстапка. Мислам дека е многу здраво за нас, а и за нив. Без разлика дали се работи за предметот или темата на обработка на тој ден, но мислам дека никогаш ништо не дошло лошо од тоа сите да го искажат својот глас. Се зголемил ентузијазмот на учениците за присуство на такви интерактивни часови и интересот за вклучување во дебати и дискусии. Потрудете се да изградите однос на пријателство и взаемна почит со учениците, за тие да се чувствуваат пријатно на вашите часови, за да може да дискутираат слободно на најразлични теми, кои што ќе им биде од многу голема помош.